Ова овдека не беше просторија, овдека се играат и карти, се играат и други некои забавни игри, ја не ги разбирам. Секој ден ми проаѓаше, верувале или не, тука во овој дел, бидејќи во рамки на можностите, колку што знаев, умеев, готвев, согласно и медицинскиот протокол кој што ми беше за таа храна. И така да овдека ќе готвиме, потоа ќе седнеме во некој од собите ќе јадеме и времето ден за ден проаѓаше. Рекетот во Македонија не е започнат со Бојан. Во Македонија се изрекетирани повеќе од 10 милиони евра. Рекетот во Македонија е започнат со првите пресконференции на Зоран Заев со таа фамозна вестината за Македонија каде објавуваше прислушкувани и разговори. Зад овие решетки ме одржа само вербата во сам себе и љубовта кон мајка ми, татко ми, семејството. И на средби, и на забави, и на родендени, така да Бојан беше омилен меѓу тогашните политичари. И веруваше во нив, но за жал. Јордан Камчев во неколку наврати од неколку лица изрекетира. Например, јас знам за лице кое што му велеа, тоа е Сијаницевски покојниот. За да не ти пуштиме такви и такви разговори, да не ти направиме семејни проблеми. Па му имаа земено негде повеќе од 2,5 милиони евра во кеш. Се борев против организирана банда, која што тогаш владееше со државата, со добро организирани служби, странски, разузнавачки. А се борев сам. За прв пат гледалиштето ќе има прилика да види и да слушне. Не само да види, туку и да слушне досега неслушнати аудио снимки, кои што зборуваат многу повеќе од било која моја реченица во однос на криминалното владење на структурата на Зоран Заев. Не, ја тоа го гледам и стравот, и и троштина, и злоба, и подмолност, све си има тука у себе, све си има. Кога си го пријави брат му Вице Заев, тогаш он може да биде. Тоа знаеш како, ама слушај, и пилсите више знаат. И врабците сега знаат. Ние ќе станеме како Казабланка, штом се фрливме ние на марихуани, дроги, инвестиции у дроги, у овакво, сјебавме мамата бокси. Почна да ми се ова Фросина Ременски, така да се додека до изрекување на пресудата, она беше во контакт со мене. Мислам дека ме држеше во една позиција да не биде Бојан против неј, за да не каже нешто. Бојан беше толку лојален што ниеден збор лош не каже за нејзе. Давани се пари пред мене на извесен Кире од Струмица, близок на семејството Заеви. Пред мене му се давани пари во Плико на Кирацовски. Уште па оној, кога излезе од ојо швичкото од Битола, кога рече ти си побарал он да се слика со тебе само едно што се сликала, сте се виделе? Срамота бе! Ајде, како зимаше коверти бели со пуни со пари од Сиљан. Ајде, јас пред мој очите. Абе, не ми каже, ови ден денеска зима. И ден денеска зима. Брат му, братучет му на Заев, беше партнер во секој тендер на Пелистер во врска со регбито. Замислете, добиваш тендер, ти ја места тендерската документација, а за да ги исполни критериите, претходно беше се договорено, но тоа мораше да го плати. Не сместија од Тредента во келија каде што е предвидена за двајца, бевме 5 луѓе. Откако ја доби работата, она што го заработуваше, мораше да го дели со брат му на Заев.
и мораше да обезбедува кеш пари. Му е јасно дека бил ненаместен. Во тој период јас на почеток кажав дека по разговорот со Зоран Заев мене беше јасна цела конструкција, што ќе се случи, што ќе биде. Така да од кога беше уапсен у притвор, кога му одреден, јас не побарав ни еден од нив, бидејќи знаев од кого и што е, така да. Помош не побарав, на никого не се јавив. Тие луѓе не ми требаа. Се случувало многу пати да се снаоѓаме за кеш пари за да Вице Заев биде задоволен. Група на семејни хиени е тоа. Се да само не се знаеше кој јаде, кој пие и кој плати. Замислете вие кога брат му на Зоран Заев мене ми велел оди сега ти кажи му на Зоки тоа и тоа, мене не ме слуша, мисли дека од се зимам пари. Јас со Силјан бев пријател до самиот крај. Ако ме ставија во кривично правен процес, каде што наводно е тој оштетен од мене, никогаш не бил оштетен од мене, не сум имал таква намера. Тоа ми е Господ сведок. Ова е искуство кое што не се купува со ниедни пари, а дека чини живот чини. Али ја кога ќе легнев да спием и во затворскиот кревет дома имав чиста душа, бидејќи намерно никому не сум нанел зло.